почитуван пратеник Чиракчиев на репликата, меѓутоа за жал ќе морам да се повторам затоа што ми реплицирате на работи кои веќе ги објаснив. Значи, министерот потенцира дека тоа е регулирано со други членови и ги прочита членовите. И јас констатирав дека во членовите никаде не слушнав ревизија. Значи, во членовите никаде не стои ревизија и затоа предлагаме ревизорскиот извештај да биде услов за разрешување на одредени членови на управни и надзорни одбори. Затоа што ревизорскиот извештај е независен и поприлично од друг агол ги следи работите. Вие да идете во било која јавна установа, во јавна фирма, ќе ви речат супер. Прво што работат сега фирмите е маркетинг. На нив маркетингот и значи добро представување на фирмата, нема да ви кажат имаме проблеми, вамо финансиски малверзации, вамо имаме недоследности во работата, ќе ви речат нашата установа е супер, работиме согласно закон, имаме планови, перспективно, имаме мали проблеми, ќе ги решиме, како што вика министерот, ќе разговараме за проблемите во некоја догледно и така натаму. Тоа е ставот на како да кажам, на бранење на нешто што не се брани. И затоа постојат тие ревизорски извештаи да ни кажат тие што викат дека добро работи, таа установа не работи. Имат проблеми таму и таму и тоа е основ индикатор дека може да се случат несакани последици. Затоа сакаме да го вметнеме ревизорскиот извештај. Што се однесува на тоа што го поздравивме, точно. Јас како пратеник никогаш не бегам од можноста да пофалам нешто што е добро. Добро е што се воведува мерит систем во јавните установи. Но по-добро ќе биде ако тој систем се воведе и секаде каде што имаме јавен капитал и во мешовитите фирми, установи, пардон. Не е ништо страшно тоа што го бараме. Току напротив е уште по-добро да биде. И чисто со председавачот расчистивме во интерес на јавноста, во амандманот постои ревизија на материјално-финансиско работење во текстот. Благодарам.